Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Македонскиот бизнис се спаси од тарифите на Трамп. Американскиот председател ја одложи примената. Само Кина доби уште поголеми царини. Берзите бележат историски раст. Тетовскиот суд бара да запрат коментарите за пресудата на Ферати, работел по закон. Судскиот совет ќе го следи процесот до завршување на постапката. 43 осомничени за измама со брзи кредити, со туги лични податоци и лажни документи подигнале 50.000 евра. Советот на општина Кочани во понеделник ќе избира наследник на Папазов. До сега нема предлог. Јавните предпријатија чекаат одлука за да добијат плата. Онколошките пациенти останаа без терапија. Надлежните тврдат дека лековите заглавиле во процедурите за годишна набавка. Бројот на жртви расте, најмалку 200 загинати во трагедијата во Доминиканската република. Овие вести се вклучуваме во живо со информации за еден шокантен случај за градежните неправила кои функционираат во Скопје, додека граделе нова гурнале зидот на соседната постоечка зграда. Информираме и за одлуката на судскиот совет по однос на пресудата во Тетовскиот суд. Останете со нас, почнуваме веднаш. Доналд Трамп во последен момент ја одложи примената на зголемените тарифи за сите, освен за Кина, земја која доби дополнително повисоки царински давачки. Потегот на Трамп беше причина и Европската унија да ја одложи примената на планираните контратарифи. По одлуката, историско ниво на раст бележат и светските берзи. Демократите веќе го обвинија Трамп за учество во најголемата манипулација. Берзите повторно во зелено по одлуката на Трамп да ги стави под мраз царините на 90 дена. Европските бележат најголем скок од 2020 година. Растат и американските и азиските индекси. Стабилизирани се и преносите на 10-годишните врзници на САД. Доларот полека закрепнува, додека цената на златото расте. Демократите во Американскиот конгрес сега го обвинуваат Трамп за инсайдерско тргување, односно дека незаконски учествува во најголемата пазарна манипулација во светот. Се сомневаат дека соработниците на Трамп незаконски профитирале од огромните промени на берза, затоа што неколку минути пред отварањето на Wall Street, Трамп на социјалната мрежа Truth Social напиша: "Време е за купување." Потоа објави дека високите царини ги одложува на 3 месеци. Но тоа не важи за Кина, неа уште посилно ја казни. Наместо 104 воведе тарифи од 125%, откако Кина им возврати со 84%. Сепак Трамп очекува дека покрај со останатите ќе склучи договори со кинезите. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate. Because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. A deal's going to be made with China. A deal's going to be made with every one of them. And there'll be fair deals. I just want fair. They will be fair deals for everybody. But they weren't fair to the United States. They were sucking us dry and И Европската унија ги одложи на 90 дена вчера усвоените контрамерки кон САД. Председателката на комисијата фон дер Лајен вели да им дадеме шанса на преговорите. Додека го финализиравме усвојувањето на европските контрамерки кои добија широка поддршка од земјите членки, одлучивме да ги суспендираме за 90 дена. Ако преговорите не успеат, контрамерките ќе бидат спроведени. Во исто време, подготвителната работа продолжува за дополнителни мерки. Сепак Кина не отстапува. Велат дека не сакаат трговска војна, но ако САД продолжат со закани, нема да стојат настрана. Кина апсолутно нема да прифати притисок, закани и уцени. Тоа не е вистинскиот начин да се справи со Кина. Ако американската страна навистина сака да разговара, треба да покаже став на еднаквост, почит и реципроцитет. Кина сигурно ќе го придружува до крај. Тримесечната пауза им остава простор на државите да преговараат, да најдат решенија или во најлошо сценарио да ги реорганизираат своите бизниси и да се подготват да го ублажат шокот, коментираат експертите. На листата на која САД им наметна царини се најдоа 180 држави. Над 75 од нив веќе контактирале Американската федерална влада за да преговараат за решение. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
Премиерот Мицкоски информираше дека во телефонски разговор со американскиот државен секретар за економија се согласиле да продолжат да го развиваат стратешкото и економско партнерство помеѓу двете земји, без да открива повеќе детали. Министерката за финансии, која е на економскиот Делфи форум во Грција, вели дека тарифите на САД се главна тема, но без голема загриженост и според оценките, најпогодени од одлуката ќе бидат токму американците. Американските царини главна тема на економскиот форум во Делфи. На настанот присутни се над 1000 говорници од 70 држави, а од вчера учесник е и министерката за финансии Димитриевска Кочовска. Во изјава за Сител вели откако Трамп ги стави царините на пауз, состојбата се релаксира. По 3 месеца 10% царини може да поднесе и американската економија, а компаниите кои извезуваат таму може да ги поделат трошоците. Сериозна загриженост нема, вели министерката, а главниот фокус сега е како да се реорганизира светот, да се направат нови трговски врски и партнерства. Првите панелисти кои што има еден заеднички заклучок велат да видиме кој ќе победи, дали неколку економисти во Белата куќа наспроти економистите од целиот свет, затоа што нивните заклучоци се генерално исти како што и она што го зборувавме пред неколку дена. Тешко е да го движите капиталот за многу краток период, да се прилагодите на состојбите и така натаму. Дури имаше и многу интересни заклучоци. Велат грците што сега, например, Грција е голем извозник на маслинки во Соединетите Американски држави. Кога се донесени одлуките, веќе маслинките беа на бродови и веќе пловат кон Соединетите Американски држави. По која цена ќе се откупа, дали ќе се платат високи царини и така натаму. Ниту еден од учесниците на форумот не се ни обидел да ги оправда високите царински стапки на Трамп. Дури американските економисти застанале против тарифниците од причина што економијата на САД ќе биде најпогодена, сподели министерката. Овие одлуки на председателот Трамп сепак најмногу последици ќе трпи америчката економија. Таму со сигурност може да се зборува дека доколку продолжат нели одлуките такви какви што се, ќе влезат во стагфлација, односно тие ќе имаат намалување на растот во економијата, можеби негативни стапки. Инфлацијата со сигурност ќе се почувствува на нивното тло, а сето тоа во Европа ќе оди малку позадоцнето, но пак ќе кажам, ова беа дискусии пред да се донесе одлуката од 10%, повторно денес истите дискусии дека американците повеќе ќе почувствуваат инфлацијата. Премиерот Мицкоски пак вчера остварил телефонски разговор со американскиот државен секретар за економија Хауард Лутник. Во духот на блиското македонско-американско партнерство потврдивме дека нашите односи се цврсти, пријателски и исполнети со заемна доверба, при што истакнав и дека стратешкото партнерство со САД е врвен приоритет за владата. Се согласивме да продолжиме да го развиваме стратешкото и економско партнерство помеѓу двете земји, напиша Мицкоски на Facebook. Мартин Арсов, Сител телевизија. За царинската политика на САД и последиците врз бизнисот. Дали македонските компании ќе претрпат загуби, што носат високите царини како глобална политика и како се поставува Македонија во битката меѓу САД и Кина. По тема на денот со Виктор Мизо, председател на Советот на странски инвеститори. Во продолжение за една шокантна пријава која што ја добивме од наши гледачи од општината Ѓорче Петров, а се однесува на градежните неправила кои што функционираат во Скопје, градејќи нова зграда гурнале зидот на соседната. На терен е колешката Мирјана Давидовска, имаме во живо во овие вести. Мирјана, ова зад тебе претпоставуваме зидот кој што утринава бил урнат. Што точно се случило? Да, тоа е зидот во оваа стамбена зграда на вториот кат, каде што живеат станари, кој утринава бил урнат, но во меѓувреме во текот на овие попладневни часови, како што можете да видите, е на некој начин саниран. Инаку, инцидентот во оваа стамбена зграда на улица Партизански одред, во непосредна близина, можам да кажам, на општината Ѓорче Петров се случил сабајлето околу 10 часот, кога инвеститорот, односно градежните работници кои што градат висококатница лепенка на оваа стамбена зграда, гурнале овој зид, но ниту приметиле, туку во меѓувреме го бетонирале, според она што можевме да го слушнеме од станарите, па така целиот бетон кој што го истурале проаѓал низ оваа дупка, која што ја гледате зад мене и се слевал од вториот кат се до приземјето. Откако дел од станарите приметиле дека бетон се слева по
во нивната зграда, реагирале, тие буквално и не ни знаеле. Градежните работници зашто станува збор, туку се чуделе како толку голема количина на бетон им се трошела, без да примета дека тие направиле хаварија во соседната зграда. Го имаме видеото, атмосферата, снимена од страна на станарите кои што живеат во оваа зграда во текот на утринските часови кога се случил овој инцидент, па да го погледнеме. Едноставно неверојатни снимки. Миријана, ти подолго време си во оваа зграда во општината Ѓорче Петров. Разговараше ли со станарите, што велат тие? Да, разговаравме со станарите кои живеат во оваа зграда, тие навистина се шокирани, но и загрижени, велат дека буквално за метар или два, доколку била полево или подесно оваа штета направена, можела буквално да се пробиет зид на некој од становите кои што се во оваа стамбена зграда, каде што всушност и веќе повеќе од 2 години живеат станари, тие се целосно населени станови, и дека штетите можеле да бидат уште поголеми, но и вака не се мали, не само што е направена огромна дупка во нивната зграда, туку и по години се овие инсталации кои што се дел од струја, но дел и од некои други мрежи кои што дополнително ќе треба да се утврдуваат, зашто станува збор. Ја во моментов можам да кажам дека слушнав нешто како буквално крцка овде зад мене, дали ова е целосно санирано, јас навистина не можам да проценам, веројатно дека тоа ќе треба да го направат експерти. Разговаравме со дел од станарите кои што живеат во оваа стамбена зграда во Ѓорче Петров. Во продолжение предлагам да слушнеме што велат тие. Све се случи со бајле околу 9 часот, кога се враќав од продавница дома, приметив пред лифтот имаше огромна количина на бетон. Свеж бетон. Пријавив таму кај што требаше да пријавам, реагиравме, ги викнав луѓе во што градат до нас, пошто не знам никој се, ништо се, никако се. И тие дури се чудеа, вика, ние се чудиме кај ни бега бетонот. А бетонот им бегал кај нас, по скали. Така, всушност, пробиле зид на третиот кат. И после, ја доле не се гледаше, значи на приземје не се гледаше, тоа било на трети спрат. Пробиен цел зид, со цела инсталација, струја, интернет, а све што има, и бетонот по скали се симнал до приземје доле. Се реагираше, дојдеа луѓето, почна да чистат, почна да прават, и како што е редот, си викна полиција, си викна инспектор, 2 метра да била понатаму, ќе влегле во стан. И на човекот ќе му ставили уште една плоча од згоре. Миријана, јасно е дека стручни лица ќе мора да потврдат колку е безбедна зградата чиј зид утрово бил срушен. Има ли некаква информација од надлежните во општината Ѓорче Петров? Се работи ли некако, се постапували по овој случај? Слушнавме дека било пријавено во полицијата, пријавено е секако и во општината, но општината Ѓорче Петров во текот на денешниот ден нема излезено на терен, како што информираат тие. Веќе утре инспекторите од нивната општина ќе направат увид во зградата, но во нивното соопштение се вели дека веднаш откако ја добиле пријавата од страна на граѓаните, надлежните инспектори оствариле контакти со управителот на зградата и утврдиле дека изведувачот инвеститор на соседната зграда која што се гради направиле реална штета и за истата велат дека без одлагање ќе направат се за да санираат. Дополнително, согласно законските прописи, велат од општина Ѓорче Петров, против нив ќе биде изречена соодветна казна и тие нагласуваат дека нема да дозволат несовесно градење и постапки кои што го загрозуваат квалитетот на живење и безбедноста на граѓаните, бидејќи се работи за штета со можен остов за надомест. Исто така жителите имаат право, велат, да побараат и дополнителна правна заштита преку надлежните судови. Значи, како што слушнавме и од соопштението на општина Ѓорче Петров, но и од станарите од оваа зграда, инспектори на општината до овој момент немаат излезено на терен. Оно што можевме ние да го забележиме овде, додека се наоѓаме во оваа стамбена зграда и околу неа, дека беа, можам да кажам, присутни дел од инвеститорите. Според нашите информации се работи за неколку фирми кои што учествуваат во оваа инвестиција на оваа висококатница која што се гради Лепенка. Всушност
безбедност, чии што градежни работници ја предизвикале ова хаварија, ова штета со прибивањето над зидот. Сретнавме дури еден од инженерите, додека се уште го расчистува овој простор овде, откако веќе ги поставиле овие бетонски плочи за да затворат дупката да не зјае празна и го собира бетонот кој што целосно им бил истурен долж по скалите се до приземјето, но тој не сакаше да зборува пред камера, вели работата е веќе завршена, се што ви треба дополнително да се обратите кај инвеститорите. Иван, ова е за сега сите информации од оваа хаварија која што се случи во Ѓорче Петров. Да, ќе го следиме овој случај, Мирјана Давидовска, и благодарам за овие првични информации. Судиите од Тетово застанаа во одбрана на нивниот колега Ферати, бараат да запрат коментарите, бидејќи според нив работел по закон. И судскиот совет најави одлука по увидот во предметот на судијата Ферати, кој пресуди 2 години казна за возачот кој на пешачки премиња прегази 22 годишната Теодора. Има ли и каква е одлуката? Во овие вести дознаваме од колегата Зоран Јаневски. Зоран, кои се информациите од судскиот совет? Да, судскиот совет денес излезе соопштение по направената анализа на судскиот предмет во Тетово, каде што на почетокот од оваа работна недела судијата Ферати досуди 2 години казна затвора за возачот Пајазити, кој удри со автомобил на пешачки премин во 22 годишна девојка која потоа почина. Според соопштението кое што го објавија од судскиот совет, не може да се препознае дека ова судско тело ќе постапува во однос на така донесената пресуда. Тие само хронолошки ги наведуваат сите настани кои што се случувале во односа на водењето на овој судски предмет и на крајот заклучуваат дека судијата не можела да оди со повисока казна, бидејќи тоа го било забрането со законот за кривична постапка, каде што е применето начелото менување на полош, односно има забрана за менување на полошо. На ист став се и колеги дека токму заради оваа забрана за менување на полошо, сивниот колега немала право да досуди повисока затворска казна од она што претходно ја утврдил апелациониот суд, откако била донесена првостепената пресуда во трајање од 3,5 години затвор, меѓутоа по жалба на обвинетиот, апелациониот суд во Гостивар одлучил да ја намали оваа казна. Деталите има во прилогот до приложение. Судскиот совет нема став за 2-годишната затворска казна изречена од судијата Елведин Ферати. Ја завршиле анализата на предметот, но во своето соопштение само редоследно пренесуваат како се одвивал целиот судски случај кој заврши со 2-годишна затворска казна за обвинетиот Пајазити, кој на пешачки премин удри во 22-годишната тетовчанка Теодора. Појаснуваат дека построга казна не можела да биде досудена заради одлуките на апелациониот и Врховниот суд. Намалување на претходната казна од 3,5 години побарало обвинителството. Против пресудата на Основниот суд Тетово од 30 ноември 2023, жалба до апелациониот суд Гостивар изјавил обвинетиот. Судот одржал јавна седница на која јавниот обвинител од Вишото јавно обвинителство Гостивар предложил делумно да се уважи жалбата на обвинетиот на начин што на обвинетиот ќе му изрече поблага кривична санкција. Од судски појаснуваат дека 2-годишната затворска казна се уште не е правосилна, па секоја интервенција може да се смета како притисок. Во меѓувреме, во одбрана на судијата Ферати застанаа неговите колеги од Тетовскиот суд. Појаснуваат дека обвинителството го гонело возачот за кривично дело од небрежност. Повисокиот суд му ја намалил казната, а Врховниот предметот го вратил на ново судење. Токму одлуката на Врховниот суд оневозможила построга казна за обвинетиот Пајазити. Судијата во повторената постапка обвинетиот го осудил со максимална дозволена казна затвор, имајќи ја во предвид забраната за менување на полошо. Поради тоа апелираме до сите чинители во општеството да се воздржат од неоправдани коментари и да не се користи оваа пресуда за неосновани напади и јавен линч на судиите кои постапувале во конкретниот предмет. Семејството на починатата Теодора се заблагодари за поддршката од премиерот кој побара судскиот совет да го анализира случајот. 2-годишната затворска казна за возачот ја сметаат за срамна и скандалозна, а како што велат се сомневали и во корупција. Како семејство имаме сомнеж дека позади оваа пресуда стојат политика, мито и корупција. Ние силно и натаму ќе се бориме за правда за Теодора.
Исто така, јавно сакаме да прашаме зошто иницијативата како кој е следен немаат покажано никаков интерес за нашиот случај, а само наводно се борат против трулиот и корумпиран систем. Судијата Елведин Ферати во понеделникот ја изрече 2-годишната затворска казна за Менсур Пајазити, кој пред 3 години на пешачки во Тетово удри во 22-годишната Теодора. При изрекување на пресудата рече дека возачот признал вина, изразил жалење, а до тогаш и не бил осудуван. Зоран Јаневски, Сител телевизија. 43 се осумничени за измама со брзи кредити, како што информираа од обвинителството, со туги лични податоци и лажни документи во изминатите 2 години подигнале 50.000 евра. Помеѓу осумничените има и службено лице од Фондот за здравствено осигурување кое оддавало податоци за оштетените. Фалсификувале лични карти и со нив подигнувале брзи кредити на туѓо име. 43 лица ќе одговараат кривично во големата акција на полицијата и обвинителството. Дел од осумничените спротивно на условите утврдени со закон и без согласност на граѓаните користеле туѓи лични податоци, правеле лажни јавни исправи и преправале вистински јавни исправи со намера таквите исправи да се употребат како вистински. Со внесување невистините податоци во информатичките системи за десетина различни друштва за брзи кредити, како и со фалсификување на електронски потписи без знаење на оштетените на нивно име зеле кредити, создавајќи им обврска на лицата да ги враќаат наводно поземените средства. Меѓу осомничените и вработен во Фондот за здравствено осигурување. Неговата задача била да краде лични податоци од осигурениците со кои потоа тие без нивно знаење биле фиктивно вработувани за да станат кредитоспособни, пошто на нивно име со фалсификувани документи се подигнувале брзи кредити. Ваквите лажни податоци лицата ги користеле за да подигнат и по неколку кредити од различни друштва во еден ден, со што прибавувале значителна имотна корист. Потоа парите ги извлекувале од сметка и во најголем дел ги давале на осомничените организатори на ваквите измами. Се вели во соопштението на обвинителството, каде се додава дека вкупната штета надминува 3 милиони денари. Оттаму велат дека за 4 осомничени, меѓу кои вработениот во фондот, ќе бидат поднесени кривични пријави за фалсификување, злоупотреба на лични податоци и измама. За 3 е побаран притвор, а 4-тиот е веќе во шутка за друго дело. Останатите 39 осомничени ќе одговараат за помагање. Александар Спасовски, Сител телевизија. Советот на општина Кочани за во понеделник најави седница на која треба да се избере градоначалник кој ќе извршува функцијата до локалните избори. До сега нема ниту еден предлог, но очекувањата се дека одлуката ќе биде донесена на седницата со мнозинство гласови. Вработените во јавните предпријатија пак чекаат избор на потписник на општинската сметка за да може да добијат плата. Неизвесен станува изборот на ВД градоначалник на Кочани покрај тоа што председателот на општинскиот совет за понеделник закажа седница токму со оваа точка. Кочани речиси е 1 месец без градоначалник откако Папазов првично поднесе оставка, а потоа се најде и меѓу приведените за ужасната несреќа. Иако општината има заменик градоначалник, Мирче Стојков од советничката група на ВМРО ДПМН спорна е валидноста на неговиот подпис. Со тоа е закочена работата на целата општинска администрација, не може да се исплати плата и на сите вработени во институциите и јавните предпријатија што се во надлежност на Кочани како градинки и училишта. Кворумот за седницата е обезбеден, вели председателот на советот. Од моја страна беше направена координација со сите советници и координатори на сите советнички групи. Тоа беше пред 2 дена. Се договоривме дека седницата веќе е закажана, материјалите се пратени до сите советници со една единствена точка, значи избор на ВД градоначалник. Имавме 2 советници кои што беа отсутни, меѓу нив имаше една советничка која што нjeziното дете се лекува во Србија, сега е дојдена и она. Ветено е дека ќе бидат присутни сите советници и се надевам дека во понеделник во 12 часот ќе успееме да избереме ВД градоначалник кој што ќе си ја врши функцијата. Иако на координацијата е постигната согласност и од опозицијската СДСМ да даде поддршка на кандидатот што ВМРО ДПМН ќе го предложи, проблем е што засега ниту еден од советниците на оваа партија не се пријавил за функцијата.
Согласно законот, по оставката на Папазов на 18 март, Стојков како заменик градоначалник во рок од 15 дена го извести Министерството за локална самоуправа, пошто беше иницирана постапка за избор на ВД градоначалник. Владата на 1 април го задолжи Општинскиот совет во рок од 30 дена да направи избор на ВД градоначалник на Кочани, кој на оваа функција треба да остане до редовните избори на есен. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Од понеделник во Скопје, Штип и Кочани со помош на странски експерти ќе почне процес на едукација на медицинскиот кадар за долготрајната рехабилитација на повредените од Кочани. Специализиран центар во Франција веќе испратил понуда двајца да се лекуваат кај нив. Во моментов на болничко лекување остануваат 65 повредени. Двајца повредени од пожарот во Кочани ќе одат на рехабилитација во Црнагора. За двајца пак има понуда од Франција да бидат прифатени во специализиран центар за подолготраен третман. А веќе четврта недела од трагедијата. 1/3 од повредените се уште се на лекување. 55 од нив се хоспитализирани надвор од државата, а 10 во македонските болници и клиники. Тројца и понатаму се критични, како што информираат од Министерството за здравство. Нема промена во нивната состојба. За повеќе годишниот процес на опоравување кај дел од нив, здравствени работници од Скопје, Кочани и Штип ќе бидат едуцирани од британски експерти. Мора да имаме обучени здравствени работници, не само доктори, туку и персонал кој што ќе знае да ги негува овие пациенти, бидејќи има станува збор за пациенти со трансплантирана кожа на која што често пати можат да се јават лесно инфекции, тои инфекции ќе мораме да бидеме спремни да ги третираме. Исто така, овие пациенти не смеат така едноставно да бидат изложени на сончеви зраци. Во извесен временски период ќе треба да избегнуваат, да знаат да се заштитат од сето тоа и за сето тоа треба обука и на персоналот, но и на оние кои што треба да бидат третирани. Еден од повредените кој беше на лекување во Бугарија денеска се враќа во земјата, кој според протоколите ќе биде задражан 24 часа на скопските клиники. Сега се наоѓаме во фаза кога се уште ни е приоритет да оние кои што и понатаму имаат проблеми со автономно дишење и автономно функционирање, односно кои што се на респиратор, да се извлечат, за да поминеме со сите луѓе, односно сите пациенти во една фаза на сериозна рехабилитација. Во пожарот во Кочани животот го загубија 61 лице, а околу 200 беа повредени. Најголем број од нив беа пратени на лекување надвор од државата. Сања Димитровска, Сител телевизија. Нова криза со недостиг на терапија на онкологија. Речи си 1 месец нема биолошка терапија за рак на дојка, а деновиве снимало и за меланом и карцином на бели дробови. Реагираат од Сдруженијето Хема Онко. Надлежните велат дека тендерските процедури биле во тек, но решение очекуваат по великденските празници. Онколошки пациенти повторно останаа без лекови. Рече си месец дена нема биолошка терапија за рак на дојка, а деновиве снимало и за меланом и карцином на бели дробови. Реагираат од Сдруженијето Хема Онко. Според нивните информации, тендерските процедури за годишната набавка и административните кочења се причина што тешко болните се оставени без терапијата која им е неопходна. Тендерот беше многу касно објавен. Не знам од кои причини тоа беше така, бидејќи ние веќе во почетокот на февруари знаевме дека терапија нема да има доволно. Само се надевам дека откако веќе е започната целата процедура сега, дека ова нема да се одложи после празниците и дека ќе успеат да го завршат, бидејќи се чека од Министерството за здравство сега, да пациентите добијат терапија пред празниците, да тоа не се одолжи повеќе и да биде веќе 1 мај. Од клиниката информираат дека процедурата за годишната набавка на терапија е во тек и кон крајот на наредната недела или веднаш после Великден ќе се потпишеле договорите со добавувачите за да почнат да ги носат лековите кои не достигаат. Постапката е завршена од страна на клиниката за радиотерапија и онкологија и моментално е на управна контрола во Бирото за јавни набавки. По завршување на административните процедури ќе може да се потпишуваат договорите со добавувачите на лекови, информираат од установата. Не само за недостиг на биолошки лекови, онколошките пациенти реагираат дека не е исполнето ниту ветувањето во аптека да може да си ја земаат хормонската терапија за рак на дојка, со што малку би се растеретела клиниката која и понатаму кубури со кадар.
Буџетот се зголеми, огромна благодарност за тоа, што имаме поголем буџет оваа година за онколошките пациенти. Меѓутоа, сега за сега веќе не осеќаме некаков плюс од тоа што ни го зголемија буџетот. Нови вработувања на клиниката за онкологија нема. Иако постојано апелираме дека таму има проблем со гужви и има потреба од дополнителен персонал, се уште и оние вработени кои што се на клиниката со договори на дело, односно не се вработени, се уште нема одобрување да бидат вработени и јас навистина не знам кога веќе е ветено нешто дека ќе се случи, зошто чекаме. Од Сдруженијето кое ги застапува онколошките пациенти вела дека се уште само во најава е и отворањето на одделот во ГОП 8 септември. Александар Динев, Сител телевизија. Пристапот кон Европската Унија да се базира на заслуги, а не на билатерални спорови, порача Јанош Бока, министер за европски интеграции на Унгарија, кој денеска и утре во Скопје. Од македонската влада добил уверување дека остануваат посветени на реформската агенда. Процесот на пристапување во Европската Унија треба да се базира на заслуги, а не да зависи од билатералните спорови кои треба да се решат на објективен начин, смета унгарскиот министер за евроинтеграција Јанош Бока. Од Скопје испрати порака дека доколку Унгарија може да помогне во процесот, помошта секако ќе биде дадена. Порача дека унгарската влада останува посветена на градење на стабилно партнерство и подобрување на процесот на интеграција на Македонија. What I would like to say on this is that the accession process should be an objective and merit-based process. The Republic of North Macedonia has been a candidate country since 2005, and I believe that the proper place for North Macedonia should be already within the European Union. I hope that the pending bilateral issues will be resolved as soon as possible, and if there is anything Hungary can do to facilitate this process, we are of course at the disposal of the parties. За македонската влада, спроведувањето на реформската агенда е примарна цел. Посредбата со Бока, заменик министерката за европски прашања Трајков добил уверување од унгарскиот колега дека Унгарија нема да отстапи од помошти и советите за Македонија. Ние како Министерство за европски прашања посветено работиме на таа реформска агенда која што ни е наша примарна цел во моментот, затоа што сметаме дека со реформите кои што треба да ги направиме е единствениот пат за успешна држава и подобар живот за сите граѓани. Бока од денеска во работна посета на Македонија се обрати на дебатата како да ја направиме Европа повторно голема. За утре е закажана и средба со вице-премиерот за европски прашања Орхан Муртезани. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимче Муцунски на маргините на Делфи економскиот форум во Грција остварил средба со грчкиот колега Јоргос Герапетритис. Муцунски потенцира дека средбата представува важен чекор напред во зајакнувањето на регионалната соработка и значително унапредување на дипломатските односи. На средбата, како што стои во објавата на социјалните мрежи, била нагласена заедничката подготвеност и потребата од понатамошно унапредување на билатералната соработка преку интензивиран политички диалог, приоритетно поврзување во инфраструктурата и енергетиката, како и нова динамика во економијата, културата и туризмот. При тоа упатив искрена благодарност за навремената и висококвалитетна медицинска помош што Грција ја обезбеди за дел од повредените во трагедијата во Кочани. Силен гест и одраз на искрено пријателство меѓу две соседни земји, наведува во објавата министерот за надворешни работи Тимче Муцунски. А во тема на денот вечерва за тарифите од Соединетите Американски држави и како тоа ќе влијае врз бизнисот, разговараме со Виктор Мизо од Советот на странски инвеститори. До 19 часот останете со Сител. Пријатно!